Благодарам, председателе. Процедуралното е насочено кон вас. Имено сметам дека како председател на комисијата треба да реагирате секогаш кога ќе имат говори слични на предходниот. Имено колешката Жаклина Лазаревска се обиде да импутира нешто и мислејќи дека во јавноста тоа ќе и помине, да каже за утрешниот за предстојниот ден утре 27 април, ама не кажа за начинот на донесените пресуди и драконските казни за кои што се водат политички монтирани процеси и затоа Македонија е прогласена за држава во која што има најголем број на политички монтирани процеси. Ова влада таа што ги пресуди, што ги даде пресудите, ја унапредија во уставен судија. Имаме многу што да зборуваме за самиот настан 27 април, особено ние кои што бевме тука присутни. А тоа, замислете, го кажува член на политичка партија кој што намерно, селективно заборава дека пред 10 дена на фашистот Ванчо Михајлов му отворија културен клуб во Битола и од нив како партија не слушнавме нешто да осудат или пак да спречат отварање на таков клуб. Тоа прво, вака историски ако гледаме. А ако се вратиме во минатото, оние кои што многу сакаат да зборуваат за НАТО и Европската унија, зборуваат представник на партија која што многу добро, памејтиме ние постарите, ја напаѓа Американската амбасада. Да, знаеме, ние се сеќаваме постарите, ја напаѓа Американската амбасада и кога се двоеше Југославија, тие и текако плачеа за Југославија и воопшто не беа за создавање на независна држава Република Македонија, тоа плачеа буквално за сојузот со Југославија, а не пак за НАТО или пак за Европската унија. Убаво знае македонската јавност и сите оние кои што ја следат историјата на Република Македонија, која партија во својот статут и во своите дејанија напиша дека е за Европската унија и за НАТО, но секако задржувајќи ги сите белези на македонска држава. Добро паметиме, многу одамна паметиме, почитувана колешке Лазаревска, па така да кога ќе давате квалификации, ве молам, подсетете се и на овие историски факти. И затоа, председателе, ве замолувам од сега па натаму вакви дрски квалификации и навреди да не дозволувате. Благодарам.